Благодарам, подпредседателе, почитувани колеги пратеници. Со членот 1 од предлог законот за изменување и дополнување на законот за јавни набавки, предлагаме да владата на Република Македонија при давањето на одобрение по претходно мислење на Министерството за финансии за промена на динамиката на реализација како и во делот на плаќање на обврските, да може да го стори истото само доколку претходно обезбеди банкарска гаранција од Македонската банка за подршка на развојот. И во тој дел да периодот на пролонгирање не може да биде повеќе од 6 месеци. Значи, буџетските корисници кои што сакаат да ги одложат своите обврски кон компаниите со анекс на договорите, што е предвидено со постоечкото законско решение, може да го направат единствено само доколку пред да ја извршат промената на динамиката на обврските од веќе склучените договори, може да го сторат истото само со претходно обезбедена гаранција, банкарска гаранција од Македонската банка за подршка на развојот. Во вториот дел, во услови кога се намалуваат буџетските средства, како што имаме случаи и оваа година, буџетските корисници можат да извршат промена, значи, на предвидената развојна динамика, не повеќе во делот на померување на завршување на платата во период не подолг од 6 месеци. Предложените измени се со цел да се зајакне финансиската дисциплина во државата, намалување на висината на неплатените обврски на буџетските корисници кон реалниот сектор и секако подобрување на ликвидноста на македонските фирми и македонското стопанство во целост. Македонската економија континуирано се соочува со проблемот на неликвидност и ненавремено исполнување на обврските како меѓу стопанските субјекти, така и меѓу буџетските корисници и стопанските субјекти. Меѓу државата, поточно и стопанските субјекти. Најголем должник према стопанството во моментот е државата, и тоа за завршени услуги, доставени стоки, како и вклучително тука е проблемот со ненавременото враќање на ДДВ-то. И вие, почитувани колеги, за неуспешните економски политики на оваа влада, кога го носевме буџетот за оваа година, вклучително и ребалансот на истиот, алиби обезбедувавте или постојано се повикувавте на светската економска криза, на европската должничка криза, ама дали е некоректно и дали е сериозно да во вакво време постојано се пролонгира рокот за исплата на обврските према компаниите со кои што државата склучила договори, и во тој дел таквата ситуација директно се одразува на можноста, тоест неможноста стопанските субјекти тековно да ги подмируваат своите обврски кон своите доверители. Тука директно, верувам ќе се сложите, пострадуваат малите и средни предпријатија. Државата во исто време и најголем работодавач, но и најголем должник кон стопанството. Верувам дека ќе се сложите дека на тој начин се пореметува или ремети севкупниот економски амбиент. И покрај повеќекратното изменување на законот за јавни набавки, направени со цел да се зголеми транспарентноста на набавките, сепак проблемите остануваат и јавните набавки кои ги спроведуваат државните органи се само до таму јавни, за да може да се одглуми, да се протежира каква таква транспарентност во делот на трошењето на народните пари. Зошто? Затоа што токму за озаконетите пропусти се крие најголемиот криминал и корупција
во набавците кои се потребни на владата. Една половина од склучените договори во 2010 година се без претходно објавен оглас. 90% од административните забрани се поради неажурност, заборавеност на државните органи и така натаму. Машал. Мора да имаме во обзир и да земеме во предвид дека 11%, повторам 11% од вкупниот бруто домашен производ се средства токму кои што одат за јавни набавки. И за да го подкрепам кажаното, според последниот извештај на Центарот за граѓанска комуникација, енормно расте бројот на поништени тендерски поставки, а 26% од спроведените јавни набавки на ниво на држава биле поништени. Секако дека тука има простор за сомнеш. Најчесто оправдување поради кое договорените органи не ги објавуваат склучените договори на Бирото за јавни набавки е, замислете, заборавиле на оваа законска обврска. А такви јавни набавки има многу, или речиси сите јавни набавки кои се однесуваат на проектот Скопје 2014, прилично споменувам, станува збор за јавни набавки за кои што претходно не е објавен оглас. Дека токму и толку вакви јавни набавки има многу, покажува извештајот на Бирото за јавни набавки за 2010 и замислете, од 24.448 склучени договори, дури половината, или поточно 12.160, се без претходно објавен оглас. Исправноста на ваквите договори не е надлежност на Државниот завод за ревизија, ама мораме да прифатиме дека нема отворена постапка по видувањето на ревизорите. Во глобалниот извештај на конкурентност за 2011-2012 година, изработен од Светскиот економски форум Давос, се посочува дека главен проблем во Македонија е што лица од владата фаворизираат одредени фирми, вклучително тука може да се земе истата причина за или да се стави сомнеш за поништувањето на тендерите, како и во делот на реализацијата на јавните набавки. Овој податок, согласно анкетите спроведени во Република Македонија, го потврдиле 115 македонски бизнисмени. Во извештајот пак на Центарот за граѓански комуникации се констатира дека институциите спроведувале јавни набавки по цени и до во висина од 400% повисоки од нормалните или пазарните. И тука, наместо најниската цена и избор на најповолна понуда, се случувало сосем обратното. Дополнително стои голема разлика меѓу цените по кои се набавуваат исти производи, повторувам исти производи, од државни институции. Вие се сеќавате сигурно дека исти беше случајот и со тендерот на Царинската управа за купување на софтвер за обработка на царински декларации. Најефтината понуда беше исфрлена, победи фирмата со поскапа понуда и покрај укажувањето на второстепената владина комисија. Разликата во цената е некаде околу 770.000 евра. И секогаш, при реализацијата на ваквите јавни набавки, кога се бира поскапата или најскапата понуда, обично алиби, техничките услови, квалитетот и така натаму и така натаму. Шановни колеги, обврска на секоја демократска власт е да дава отчет кај ги троши парите на граѓаните,
Вклучително, тука е и обврската на секоја власт за долгот на владата. Благодарам, господин Њов. Благодарам. Благодарам, следен за збор е